Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Живот во руинирана куќа на семејството Фетај. Единствената желба им е пристојно место за живење. Во неколку села во Тетовско пеперутки ги оштетуваат зелените растенија. Неколку настани за тетовци во понеделник, промоција на монографија и балетски концерт. Живот во руинирана куќа на семејството Фетај во Тетово. Покрив кој прокиснува, белези од влага на ѕидовите, бетонски пот. Во една соба живеат четворицата членови. Единствената желба им е само пристојно место за живење. Во соба од речиси 20 на метри квадратни живее семејството Фетај од Тетово. Ружди со неговата ќерка, синот и снаата. Не само што просторот е мал, туку и словите се никакви. Над зидовите има мувла и влага, поради што се чувствува и непријатна миризба. Бетонскиот пот е покриен со штици, а кровот при секој дожд прокиснува. Нема кај да се окрене, да се завртеш овде, ни влага, све има овде. Сега да почне да врне унутра ми капе све. Вода тече од зид, не ни да кречиш. Вода иде од каналот. Од тамо кипе. Так ставам корито и вангла или било што, внутра бубачки, оно надвор лебарки. Кај да живим, викам. Мувла има, многу има. Влага има, све има, ама ја не можем више да трпим ваки. Тешко. Семејството живее со средства од социјална помош, а дополнителна мала заработка имаат од продажба на железо. Велат храна имаат, а единствена желба им е пристојна куќа за живење. Некој, ако може у могучност да ни помогне, барам две собе, барам да ни помогне да направиме, барам да има ке да седиме ка луѓе. Сакам поможене. Треба најде некој ве соби. Членовите на семејството Фетај во оваа трошна куќа во Тетовско Горно Маало живеат 33 години. Во неколку села во Тетовскиот регион веќе извесен период пеперутки, односно шимширови молци, ги оштетуваат зелените растенија. Жителите велат дека речиси сета зеленика е уништена, а нивното присуство може да се забележи особено во вечерните часови. Бараат надлежните да извршат авионско прскање. Наезда на пеперутки во неколку тетовски села. Жителите се вознемирени бидејќи е направена голема штета на зелениката, а дополнително престојот на отворено не е пријатен, особено навечер кога е забележително нивното присуство. Овие инсекти ги има веќе неколку години во летниот период. Од мај месец, еве оваа година, прошлата и предпрошлата година, скоро 3 години, има голема наезда на пеперутки. Прво се појавија како еден вид гасеници, и ја нападнаа зелениката. Тоа е едно растение зимзелено кое е познато на ова наше подрачје и скоро 99% е уништено тоа. На вечер кој ќе се запала светлата, тогаш идат по светлата и на сабајле. По Вардарието од кај Ротинце, Копањце, Туденце, Сиричино, Желино, Стримница, тој дел. Жителите бараат од надлежните институции да преземат соодветни мерки, бидејќи како што велат покрај направената штета на природата, исушените растенија представуваат опасност од пожари откако ќе се зголемат температурите на воздухот. Апелираме до надлежните да преземат мерки, најверојатно ќе треба со авионско прскање, нешто барем овој период кога се забележани овие инсекти да се испрска, да се заштити. А посебно ќе треба да се обрне внимание бидејќи зелениката е исушена, може опасност да биде и за пожари летниот период, тоа ќе биде многу поголема опасност. Дека зелениката треба превентивно да се третира со инсектициди, потврдува ентомологот Стерио Начевски, кој вели дека во случајов се работи за шимширов молец, кој од пред неколку години го има и во нашата земја. Тој истакнува дека гасениците на молецот се значително штетни, бидејќи многу брзо се размножуваат и целосно ги јадат листовите.
Председателот на одборот на бранители Марин Најдов со писмена реакција по оштетувањето на спомен обележието на загинатите бранители поставено на почетокот на овој месец кај селото Гајре. Во писмената реакција на Марин Најдов, председател на одборот на бранители, се вели: на ден 5 јуни 2021 година во чест на загинатите бранители од 2001 кај село Гајре, по кој знае кој пат беше поставено спомен обележје. Сквернавењето на спомен белезите на загинатите бранители и натаму продолжува. Последен случај е плочата поставена кај село Гајре. Како што е познато, овде загинаа 5 бранители во конфликтот во 2001 година. Одборот на бранители, како и на други места, и овде постави спомен плоча и по кој знае кој пат на дрзок начин истата е одстранета. Обврска е на органите да ги заштитуваат и чуваат истите. Многу чудно што досега ништо не е откриено, иако секогаш сме укажувале и апелирале на заштита на спомен белезите. Иако оваа спомен плоча издржа најдолго од поставувањето, сепак вандализмот и врз неа не изостана. Трпението кај бранителите, родителите на загинатите и граѓаните се исцрпува. Ова нека биде последен повик до органите да си ја извршуваат својата службена обврска, да се става заштита на спомен обележјата и чувствата на граѓаните. Стои во писмената реакција на Марин Најдов, председател на одборот на бранители. Во Гостивар денес на изложба беа представени уметнички дела кои ги создадоа ученици од средните училишта во рамки на проектот Стоп на говорот на омраза, што го спроведува СВР Тетово. Средношколците од гостиварските училишта преку уметнички дела порачаа Стоп на говорот на омраза. Сликите ги создаваа во истоимениот превентивно-едукативен проект кој трета година поред го спроведува одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово, во соработка со ОПСЕ и општините Гостивар и Тетово. Проектот за гостиварските ученици се заокружи денес со изложба на делата во амфитеаторот покрај Вардар. Со проектот за кој станува збор вкупно беа опфатени околу 3000 средношколци, односно првокласници од гостиварските и тетовските средни училишта, на кои на посебни предавања организирани од секторот за внатрешни работи Тетово, полициски службеници стручно обучени за темата, им зборува, односно се осврнаа на тоа што представува говорот на омраза, како се препознава, како се превенира и кои се неговите психосоцијални и општествени последици. Покрај тоа, на учениците, на првокласниците, им беше објаснета разликата помеѓу говор на омраза и слобода на изразување, најчесто присутни на социјалните мрежи. Низ активностите на проектот, учениците се едуцираат да ги почитуваат различностите како предност на една заедница и општество, нагласи портпаролот Јосифовски. На овие предавања исто така, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово на првокласниците им објаснија и од нив побараа да стане нивно поведение почитување на различностите, и тоа на сите различности, полови, етнички, социјални, политички и така натаму, расни, како предност, како вредност, а не како хендикеп, со цел да се избегнат евентуални несакани, па дури и безбедносни последици. Уметничките дела на гостиварските средношколци ќе бидат поделени низ установи и институции со цел пораките и креативноста на децата да допрат до што поголем број луѓе. Авторите на сликите и нивните професори ментори од организаторите добија сертификати и пригодни подароци во знак на благодарност за вклучување во проектот, кој според најавите ќе продолжи и во наредните години. Со пригодна манифестација Куќ Свети Сава при српската заедница во Македонија, регионален одбор Тетово го одбележа српскиот празник Видовден. Со настап на културно-уметнички друштва и естрадни уметници денес во дворот на музеот на Тетовски крај, односно куќата на Јовановци во Тетово, српската заедница во Македонија, регионалниот одбор Тетово, го одбележа празникот Видовден. За нас србите во Тетово е од огромен значај, од причина што ние не сакаме да забораваме кои се, од каде доаѓаме, да не забораваме нашата историја и нашата култура.
Видовден е голем српски православен празник кој се празнува на 28 јуни и истиот е поврзан со низа историски настани. Едно сечавање на 1389 година на Косовскиот бој, каде кнез Лазар со српските војници го допрел напредувањето на турската империја, на турската војска и тука е и погинат. Ние една вакаво сечавање ми останато 1916 година на еден во Лондон, нашиот владика Николај Василевич, обраќајќи се на англичаните, со овие зборови, тоа останува врежање кај србите, а им кажува, им вели, ние србите застанавме на бранник на 1389 година на тој Косовски бој, на ден на Видовдан, застанавме на бранник на одбрана на христијанска Европа и во тој момент Србија броеше исто колку и Англија, а сега сме 10 пати помалку. Меѓутоа, историјата некако се повторуваше овој празник, овој ден, се повтори на истиот датум е Гаврило Принцип 914 година. Се вратим малку во историја да го доближимо наш голем празник до вашите гледачи и нашите нормално. 1914, а 1919 година на истиот ден е потпишан во Марсеј овој примирието до Првиот светски рат. 1921 е нашиот Видовдански устав, каде што Србија станува монархија. На денешната манифестација беа избрани македонските представнички кои ќе отпатуваат на изборот на косовска девојка на централната прослава на Видовденски средби во Грачаница. Тетовци во понеделник ќе можат да учествуваат во концертот на балетското студио Менада. Уникатен перформанс подготвуваат балерините на балетското студио Менада. Нивниот цветен танц ќе го одиграат на сцената во Центарот за култура во Тетово во понеделник со почеток во 19 часот. По една година пауза, балерините ја враќаат на смевката на тетовци. Навистина, после тешка, да речам, година за работа, нашите балерини успеа да спремат 22 кореографии кои што ќе бидат уживање за нашата публика после подолго време. Значи, Менада се представува на сцената со тоа што за радост на сите родители и сите деца се надева. Па во Центарот за култура нели седиштата се обележани каде што публиката може да седне, нормално дистанцата е запазена, не влез се мери температура на секој што ќе влезе, маските се задолжителни сепак во затворениот простор и капацитетот е 30% од салата, значи да биде исполнет, со тоа што Менада секако ќе ги почитува и овие протоколи. Здраво, јас сум Мила Григоровска. Во балетско студио Менада одам веќе 8 години и поради короната имавме пауза од една година која не направивме концерт, но сега конечно ги одбројуваме последните денови. Јас сум Анастасија Лозанова. Во детскиот концерт јас сум водам група детска, која сум како нешто принцеза. А во возрастниот концерт ние сме големи кои играме поголема улога и сме како нешто доктори, но дојдите да видите и да дознаете што навистина сме сите ние. Јас се викам Наталија Наниевска и сум прва година на балет. Имам 10 години и премногу сум возбудена за наступот. Јас се викам Матеја Пауновска и ова ми е 4-та година балет. Јас сум многу возбудена за концертот во понеделник. Балетското студио Менада подготвува и концерт за возрастни, кој ќе се одржи на 28 јуни. Во понеделник во музичкото училиште во Тетово ќе се одржи промоција на монографијата Драга учителке на авторката Сонја Андонов. Монографијата посветена на Анче Бојаджиева Герасимовска со наслов Драга учителке на авторката Сонја Андонов ќе доживее официјална промоција на 21 јуни во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово во 18 часот. Освен за животот и педагошката дејност на Анче, две поглавја се посветени на два лика од нејзиното потесно семејство, а истовремено преку книгата може да се следи музичкиот живот на Тетово во 20-тиот век.
Првиот дел на монографијата е посветен на Глигор Бојаджиев, таткото на Анче Бојаджиева. Неминовно беше да биде представен и тој лик, бидејќи живеел и делувал во првата половина на 20-тиот век. Глигор Бојаджиев инаку по занимање бил бербер, меѓутоа верувам дека од неговиот дуќан излегле повеќе ученици кои научиле нешто повеќе за музиката, отколку што го научиле берберскиот занет, бидејќи тој бил еден од музички најписмените во градот и држал бесплатни часови на оние кои сакале да научат нешто повеќе за музиката. Анче Герасимовска е родена во Тетово, меѓутоа пред почетокот на Втората светска војна со семејството заминува во Скопје, каде го завршува средното музичко училиште. Сега во тој период да заврши средно музичко училиште било доволен степен за да може да се вработиш во музичките училишта во Македонија, кои тогаш почнуваат да се отвараат во низ републиката. Меѓутоа Анче заминува во Белград, каде завршува студии и по враќањето од Белград се вработува краток период во Скопје, а потоа во Тетово, каде што го минува целиот работен век. Третиот дел на монографијата е посветен на спомени и сеќавања на нејзините ученици, бидејќи сметав дека најдобро и најубаво може да ја опишат Анче токму нејзините ученици, и тоа беше највозбудливиот момент кога ја пишував оваа монографија, и со тоа само се потврдија зборовите оние кои јас ги имав напишано. Монографијата Драга учителке е проект од национален интерес во културата за 2020 година на Министерството за култура. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.